Се води како овчарско, но е доста приврзано за фамилијата и одличен чувар, по потреба, значи голем чувар, но меѓутоа со многу смирен карактер од друга страна. Не напаѓа без никаква причина. Тоа е куче од расата Караман. Според истражувањата на кинолозите, Караманот е стара раса македонско куче кој со векови било присутно на планините како чувар на домашните стада. Несомнено е нешто што е поврзано со битот на македонецот. Е нераздвоено нешто. Но и покрај историското значење, посебноста на Караманот се актуализира во поново време. Во 80-тите години почнале првите обиди за издвојување на оваа раса. Денес постои и кинолошки клуб кој поттикнува организирано одгледување на овие кучиња. Мисијата на самиот клуб е зачувување на расата онаква каква што ја затекнавме. Знаеме дека планината со себе носи и многу здрава селекција, но сепак имаше работи кои што организираното одгледување несомнено можеше да ги подобри во здравословен смер на кучињата. Една од поистакнатите одгледувачници за Караманот е во манастирот Свети Јован Бигорски. Под водство на отецот Порфирий, таму се одгледуваат десетина единки од ова куче. Ја видов таа жарша има Илија и Кокаров за да се возобнови расата и така решив да му помогнам со благослов на нашиот старец. Домашните кинолози се категорични дека Караманот е единствено расно куче, чие потекло е строго врзано со македонското поднебје. Самостојна македонска раса. Зашто? Поради тоа што шарпланинецот, кој сите знаеме дека е македонска и српска раса, го делиме со србите. Ова ќе биде прво овчарско куче, тоест прво куче расно, кое што ќе биде признаено како официјална македонска раса. Главниот стремеж на одгледувачите е Караманот да биде меѓународно признат и да се најде во семејството од расни кучиња при Светската кинолошка федерација. Во таа насока, во изминатите 5 години биле направени и зоотехнички истражувања. Ово Караманио има сличних и у другим државама, има, јер ретко си било која раса баш да ја наđете само на едном, али овако е Караманио само у Македонија. Според зоотехничките препораки, дел од главните одлики на Караманот се во неговата висина, која треба да се движи во опсек меѓу 65 и 68 сантиметри. Голема е улогата и на правоаголната издолжена форма на телото, што му овозможува долго движење низ планините. Но тоа што особено го издвојува е црната боја на крзното. Па Караман, црна, апсолутно. И ми смо предложили у предлогу стандарда да се бела боја практично елиминише, да могу бит мале беле ознаке само напред на прз. И onda je bolje odmah na startu reći belo ne, jer nam ne trebaju šareni psi, treba nam Karaman da ostane Karaman. Постапката за меѓународно признавање трае веќе десетина години. Кинолозите се надеваат дека конечно до година Караманот ќе стекне статус на условно призната раса, што потоа ќе треба и да се потврди. Од кинолошкиот сојуз велат дека за процесот има и големи трошоци. Би сакале државата и институциите да застанат позади овој проект, меѓутоа Кинолошкиот сојуз од сопствени средства ги финансира сите овие проекти, така да доколку државата сака да излезе во заедничка улога да има во оваа раса, нема никаков проблем. Од Министерството за земјоделство пак вела дека понудиле и поддршка за научни студии и истражувања за развој и за меѓународно признавање на Караманот како автохтона раса. Додаваат и дека се отворени за соработка со кинолошките друштва и со Сојузот. Според програмата за рурален развој пак, постои парична помош за одгледување и чување карамани. Но приматели може да бидат само земјоделските стопанства што одгледуваат овци и кози и чии кучиња се чипирани и имаат педигре. Предвидената сума е по 2000 денари од Караман. За Гласот на Америка, Тоше Огњанов.